Почитувани гледачи, јас сум Ивана Вучковиќ, а ова се вестите на Слободна Македонија. Од денешните вести кои власта не сака да ги знаете, издвојуваме. Отпорот го блокираше Министерството за здравство. ВМРО ДПМН бега од соочување со народот. И стачајците ќе ги бойкотираат изборите. Бугарските полицајци ги симнаа штитовите. Протестот на здружената опозиција денеска продолжи во неочекуван термин, рано утринава пред Министерството за здравство. Од 8 часот беше затворен влезот на Министерството. Без малку 2 часа претениците на здружената опозиција, нивните членови и симпатизери го блокираа влезот на Министерството за здравство и неуморно го чекаа да дојде шефот на изборниот штаб на ВМРО ДПМН и министер за здравство Никола Тодоров. Но тој до 9 часот и 40 минути не стигна на своето работно место. На денешниот протест Јани Макрадули на јавноста ги презентираше сините картони кои ги дава Фондот за здравство на граѓани од Мала Преспа, кои лажно пријавиле дека живеат на иста адреса во Ресен и на грбот на сите граѓани на Македонија добиваат бесплатно здравствено лекување. Денес ви ги доставуваме на увид овие сини картони, кои што се наоѓаат на иста адреса, Наум Веселиевски, но броевите се непостоечки. Граѓаните на Ресен и поштарите во Ресен не знаат што да прават со овие непостоечки имиња и адреси во општината Ресен. Да посетиме, овие сини картони, кои што се обид за избор на измам, се плаќаат од сите граѓани на Република Македонија. После се што се случува во државата, шефот на изборниот штаб на Решинската партија треба да биде свесен дека ниту една изборна предизборна кампања не може да го смени фактот дека престојните локални избори од старт се нелегитимни. По вчерашната лицемерна пресконференција на Зоран Ставревски, каде не беше соопштен никаков предлог, денеска ВМРО ДПМН уште побезобразно излезе со Гордана Јанкуловска. Секретарот на СДСМ, Андреј Петров, на денешната пресконференција уште еднаш ја потсети режимската ВМРО ДПМН дека Сојузот за еднината не одлучи да ги бойкотира предстојните локални избори затоа што немаше време за кандидатски листи, туку заради целосната неодговорност на власта и нивниот партиско-полициски пуч. Денес продолжи партиско-полициското насилие, невидено за парламентарните демократии и за една земја која сака да биде членка на НАТО и на Европската Унија. Пратениците од власта планираат во собранието, кое го испразнија од опозицијата со полициско насилство, да донесат измени на изборниот законник. Најсрамно во сето ова е што соопштувањето на овие погубни политики на Никола Груевски, тој им го додели на Ставревски и Јанкуловска, кои беа извршители на бркањето на опозицијските пратеници на црниот понеделник. Добро е што Никола Груевски ги одбра токму овие двајца да држат вакви пресконференции, за секој случај да не заборавиме кои беа екзекуторите над правната држава и демократскиот поредок во Република Македонија. Стечајните работници од Штип и од Куманово преку улични протести го одбележаат Денот на социјалната правда. Тие маршираа за да ја предупредат власта дека користи само пропагандна реторика за да ја заштити социјалната правда, но и за да ја зачуваат власта, а сега почнаа и да манипулираат со тоа. Лилијана Георгиевска, лидер на УНИТ, од протестот испрати порака. Се оди по куќи, се дели пропаганден материјал од страна на ВМРО, каде што стои дека стечајните работници се обештетени со 100 евра. Ние сме сиромашни во джебот, но не и во умот. Добро знаат за кого се однесува тоа. Таа е стара програма и се однесува на Стојан Стојанов, па затоа немој владата да манипулира со овој народ, бидејќи народот му е попаметен отколку што тој мисли. Еден ден ќе му се врати како бумеранг. Стечајците остануваат на своите барања, а денеска порачаат државата да си го реши овој проблем, ако не сака да се соочи со социјални немири, бидејќи, како што велат, расте револтот и кај оние граѓани кои заради невработеност и економска криза се повеќе тонат во економска и социјална бездна. Немаат намера да излезат на избори и да ја легитимираат власта која им го скрати животот.
Бугарските полицајци завчера пред Народното собрание во Софија во знак на поддршка на демонстрантите ги спуштија своите штитови на земјата. Повеќе од 150 демонстранти се собраа пред зградата на Народното собрание, извикувајќи "Многу сме, силни сме. Дојдете со нас, протестот е за нас." И Бугарија разбуди се. Протестите се против високите сметки за струја. Во Македонија пак, на црниот понеделник, на 24 декември, екзекуторите на Никола Груевски, Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски наредија тепање на пратениците, новинарите, на сопствениот народ, а после 1 месец од тие случувања, македонските полицајци за тој чин на газење на демократијата беа наградени со по 200 евра.